Радио Скопје, радиотеатар за деца. Велко Неделковски, големи и мали. Еј, Мики, зирни за до градот. Еве сум. Плас плюс, ако беше суп, сега си на воденец. И ти купиле револвер на вода? Гледај, нов и црвен. Прска надалеку. Сакаш да пукнеш? Прво наполни го. Вие имате чешма од дворот. Повели. Еј, Мики, имам идеја. Кажувај. Дедо ми пак дошол кај вас. Не ги потрушата заедно со мојот дедо. Пак читаат за спортот. Другите страници од весникот не прелистуваат. Ке дојдеш и ти? Само да ја прескокнем оградата. Ниска е. Опа. Тука сум. Слушај, ајде да направиме една шега. Каква? Ке им се приближиме на дедовците и со револверот плис плюс ке ги спрскаме право во вратот. А ако се наутат? Нема, ние сме нивните внуци миленици. Плис плюс, Готови сте? погодени, Заробени! Баш убаво успешивте. И мене. Револвер на вода. Што ли не ќе измислат уште? Да продолжам со читањето. Читај. Ама види дека нема да задремеш. Кој? Јас? Водата спие, јас сум буден. Еде, те знам, се знаеме. А каде застанав? Ти додека го најдеш редот, Весников ќе застаре. Полека. Дај јас. Децата си отидоа. Мојот Зоранче годинава пак ќе помине со одличен успех. Ќе му дадат најголема книга. Зокина дедо. И Миланчо ми е добар со оценките. 5 до 5. Леба ми, кој знае какви силни школи ќе изучи мојот Мики. Вечер да дојдеш ти, чу? Ќе играме шах. Ако ја наговориш бабата да ни отвори пивце. Ки има пиво по цела чаша. Сега слушај. Слушај сега. Во 32-та минута гостинскиот голман со пад во нозете спаси сигурен гол. Бре. А пред крајот на првото полувреме домашниот центарфор упати силен удар под самата пречка. Еј, Мики, погоди кого гледам. Нашите две баби се враќаат од пазар. Неразделни се. И вез да зборуваат. Како не им е здодевно. Ги вртат истите разговори. Еј, да им ги поносиме торбите. Со трчање кон нив. Еве, цешере, скапи, оган скапи. Кој ти кажам на знаата, колку ги платив јаготките, и падне тенџерето одред. А 3 пати го свртевме пазаров. Кодва е одам? Му велам на мојот дедо, остави го пушењето, заштеди, па купи ми една количка за напазар, да не се мачам. И што, те послуша, а? Ако не, од едното во влегува, од другото излегува. Со плетењето до каде си? Плети, расплети. Сек повеќе котелци наддалам. Бабо! Еве ги, милите внучиња. Златните тие. Од мене наша, а? Да ви помогнеме, бабо. Браво. Здраво, деца, здраво. Стигнавте навреме. Мики, ајде држи. Внимавај да не ги сгмечиш јаготките. А ти, Зокина баба, ти купив 2 салатки, ти најмногу ми ги јадеш. Со оцече, па малку масло дозгора, а? Ајде, носи ги торбиве дома. Земи. А сега, кроце. Ке си се напиеме и по една лимонада. Да се напиеме. Попладне, дојди до кај мене. Најдов еден старински рецепт за сладки. Ќе се скриеме во кујничето и ќе ги замесим така. И ќе ги изненадиме, а?
сега ќе се напиеме лимонада. Па ние сме одминале со течелницата. Сега ќе се враќа назад. Легој поблизу. Сега кога ќе влетаме во овој сообраќаен шпиц. Три часот. Сите се враќаат од работа. Разбрали кога ќе даваат плата? Ден-два пред први. Слушај, ако имаш мака, нам овој месец ни остана некој динар. Можеме да ви позајмиме. Ќе видам. На Зоки запнал да му купам патики и фудбалска маичка. Сите деца во улицата имале такви. А мојот Мики пак ги надраснал панталоните. Секогаш се случува истото. Или му стануваат кратки, или ќе ги излиже колениците. Деца се влечат по трева на полјанкана. Мораат сами да се занимаваат. Знаеш, ние како да немаме време за нив. На работа, од работа, ручек, цигарче, одмор, телевизија, отиде денот. Да се договориме за внедела да ги прошетаме до Водно. Онака пеш. Важи. Застани кај пумпата. Мој ред е да го наполнам резервоарот со бензин. Така ли? Така е. Вода ми ја згрижа. Автомобилот е твој, горивото по половина. Другарски е, нели? Нема грешка. Готово ли е? Го наполнив до врвот. Среќа што работиме во исто предпријатие. Инаку, како што е далеку, ќе се измрчам вртејќи ги педалите на велосипедот. Па да си помогнем, зашто сме први соседи. Да. А во недела на Водно? Договорено. Јас и ти во друштво со синовите. Пеш. Ќе кажам на жена ми да ни меси пита со јаболка. Тоа е добро за кондиција. Ние ќе понесеме сардини и топол лед. Во природа и апетитот е поголем. Стигнавме. Автомобилов нешто слабо ми блече. Попладне ќе ги проверам светичките. Викни ме. Не ти многу разбирам, ама колку за друштво. Здраво. Пријатен ручек. Миеш садови? Пуста женска работа секој ден низ куќи. Јас ја вклучив машината за перење. Ако не заврне до вечер, ќе ми се исушат алиштата. Деца, соседке, деца, нивно е да валкаат, наше е да переме. Мажи не изигруваат механичари. Не ги надвор, чепкаат нешто во моторот. Слушај, дојди да се напиеме кафенце. Ајде, свари. Ама посладко. Може. Свари. Летино стигна. Ке треба да си ја обновиме гардеробата. Во центарот изложиле некои убави фустани. Фустани? Аха, така со цветчиња, а кројот им е модерен. Спортски. Спортски? А ефтини? Ефтини, скапи. Па и ти, Мила, благодарам. Па и ти, Мила, замижи еднаш и купи си нешто скапо. Кога друг пат имаш 30 години, доста се облекуваш по распродажби. Ти ме учиш, а самата го правиш истото. Те зборувам и за себе. Слушај, ајде да се договориме и молчејќи да си се подновиме. Да први се разбира. Мажите ќе се муртат ден-два, па ќе заборават. Ајде. А чевли за децата? А кошули за мажите? Летни шапки за дедовците. А шамилчиња за баби? Сметка за струја. А сметка за вода? Значи, останува да почекаме до следната распродажба. На здравје, кафенцето, соседка.
Утре е мој ред за варење, да знаеш. Зоки! Зоране! Зоки! Мола, мамо. Претрчи да само послугата. Еве ти пари за прашок. Зоки, мало пакување. Калюпка, може да одиме со Мики? Ваша работа. Мики! Еј, Мики! Ке дојде со мене? До каде? Тоа само послугата. Идам. Мамо, Кажи. дај ми пари за чоколадо. Пак почна да собираш сликички. Пак куви се ликови на фудбалери. Вчера купи 4. Вчера за вчера. Еве ти на. Благодаря, мамо. Ајде, Зоки. Колку чоколади купи? 3. Скиди ги овивките да видам кои сликички си ги извлекол. Одлично. Бекот Симоновски, оној што е специјалист за изведување на пенали. Знам. Опа, број 24. Со ликот на голман Георгиев. А третата? Ја имам. Дупликат. Па дај ми е мене. Не. Првиот дупликат му го ветив на Здравко од 4-то Б. И тој ги собира овие сликички. Ке се менуваме. Што си таков? Кој ти е повеќе другар? Тој Здравко или јас? Ти, но сликичката не ти ја дам. А ако ти ја грабнам? Обиди се. Мислиш дека се плашам? Немој ќе ги скинеш. Пуштай ги сликичките. Пуштай ги ти мој се. Скрджавец. Наsilниката ги скина. Така и ти треба. А твојот прашок, сакаш да ги собираш дрнката по улица? Ама ме насмеа. Сега ќе заплачеш. Еве. Будала, што стори? Ви го растори прашок. Мама ќе ме скрши. Еве ти тебе. Зошто ме удираш? Ти заслужи. И ти заслужи. Врапче ни едно. До мене ли најде да се задеваш? Цела педа сум повисок од тебе. А од оваа топла шлаканица обрачињата ќе ти станат како бул. Мамо! Што ја викаш, мајка ти? Тепај се овде самиот. Фрли го тој камен. Ќе ти ја рацемам главата. Ме погоди во колено. Ова ќе добиеш уште кјотек. Што мене ли најден? Мамо! Не бегај, јас сум побрз, ќе те настигнам. Не бегај. И мајкиниот, и маичката да се скинала. Крв од носот. Дедо, разбуди се, твојот внук како да се враќа од војна. Разбуди се. Што? Чекай. Па сигурно од некоја улична тепачка. Зборувај, со кого се тепаше, каде, зошто, ајде, кажувај. Згараме со Зоги. Тој ме натепа. А ти него? Кој почна прв? Кој? Сигурно тој, Зоки. Кој? Нашиот Мики е мирен како бубачка. Знао, не седи со скрстени раце. Оди викни го татко му. Работава треба машки да се реши. Сега јас ќе им подвикнам преко градата. Што сте се затворили дома, а? Што молчите? Излезете ваму на бело видело колку што ме има да расчистиме еднаш. Каде е? Каде е тој ваш тепач што се осмелил да крие рака на моето внуче? Можем соседи, ама не би ме вака. Излезете до Симоне! Ако можеш да ми погледнеш в очи, излези! Што е бре, што се развикал бре, соседе, деца како деца се степале, посилниот победил. Така ли бре, пријателу? Ами, секој ден што ми кистеш во дворот и ми го туткаш вестникот, зато ли бре ти слушам вез ден како шкрапаш со вешачките милици? Бре, Симоне, ами да не сум јас, ќе немаш каде да одиш кога ќе ти измрка бабата, бре. Па ти си дошол кај мене, бре. До сега неброено гајби пиво ми имаш испиено, како ова да не е куќе, туку супермаркет. А ти, пензијата ти е каде поголема од мојата. А дали некогаш ти текнало да си купиш вестник? Туку ќе дојдеш кај мене и ќе прочиташ се бесплатно. А пак носот ти е како некоја правосмукалка. Само нушкаш кон нашата куња и чекаш да ти принесат нешто за јадење да каснеш. Не е ни чудо кога дома слабо се храните. Море, ако го потвалам бастуновна кај тебе, ќе ти посекнат стаклените ножичиња. Устата ти работи како воденица, ама надвор. Дома не смееш ти да писнеш. Бабата ќе те тресне со влечка преку улица и... Море, јас сум виновен.
Уште на времето требаше да ставам висока ограда меѓу нашите дворишта. Сиди на Бога ми! Па ќе те видим дали ќе можеш поглед да првиш на кај нас. Минатата година сите круши ми ги излапа мечко-мечкосана. Дури оние паднатите, мублосаните, ги требеше од мравките и ги лапаше. Пу! Сега ќе земам пила и на то твое крувче, ќе му дојде црниот петок. Сите гранки што висат во мојот двор, ќе ги скастрам, а ти жали се. Само најди некој писмен да ти ја напише тужбата, зашто Кутрилов не ги знаеш сите букви. Одамна ти попуштам јас тебе, ама не требаше. Уште пред 5 години позајме од мене 2000-арки и до ден денешен не си ми ги врати. А кога одиме да гледаме фудбал, бре, зошто не купуваш семки, а? А зобаш. Уште не е завршено полувремето, целиот фишек ќе го оглодаш со се хартија. Што, семките се користи за стомако, затоа? Ама, кој ги купува? Кој плаќа, а? Хајде, сети се. Заеднички. Како да не заеднички? Скршен динар досега не си потрошил за семки, се јас, како да имам нива посадено со тикви. Зашто ти е нива, кога главата ти е како тиква, и голема и зелена? Море, прибери се дома, старче, и оди сркни си мед, да не ти се тресат рацете. Јас барем сркам мед, а ти дома кришум го допиваш пивцето што ќе ти остане од гостите. На последниот твој роден ден ќе забележав, не ли ти ми намирне да молчам? Сега нека се знае, нема да молчам, да знаеш. Оди си, бре, дедо, оди си, а од утре барај си ново друштво. Јас те бришам со голема гума. Ќе си одам, ама не поради тебе, туку зашто ме вика бабата. А тој твој тепен Зоки ќе разбере, не ба ми со кога има работа, ќе разбере. Што си се разкокодака, бре, дедо? Ами ние имаме уста. Ако треба имаме и раце. Ајде, маре, со жени не се расправам. Прати ми е таа твоја вампирка да ја кажам 2-3 збора. Излези, бабо, излези да ти прашам како си го воспитала внучето. Леле, сите се здадовте, а? Ве боли за своето, ве боли. Епа и на нашиот Зоки му е помодрено коленцето од каменот што го фрли тој ваш Мики. Леле, како го викаш своето внуче? Зоки! Моля, тој зараништи, мустаки му пораснале. Тепаш, сета улица пишти од него. А и вашиот Мики не е цвеќе за мирисање. Мики. Има едно малечко мајмунче во зоолошката градина и тоа се вика ете така Мики. Леле, што ми рече, ми изгоре до срце. Зборот не е камен, фрли го, па земи си го назад. 30 години си таква, лоша, кавгаджика. Види се во огледало, ако имате дома огледало. Брадата ти е остра како на вештерка од цртаните филмови за деца. Кој ми зборува за телевизија. Вчера купивте телевизор, а пред тоа секоја вечер ни издодеравте нам. Ајде барем другите ке видеа нешто од програмата. Ами ти мори заспиваше на столот. Цел пазар те знае. Божем бабичка, божем мете така заборава. Крај толку тезги си застанала, си купила и си заминала без да платиш. Крадачка. Леле, затоа лани пролетос како ги бев заборавила очилата, ми украде цела торба со секромитчиња и лукчиња. Торбата беше зелена, а ти ми рече црвена. И си ја прибра како своја. Кромитчињата ги изедовте, торбата уште ја криеш во подрумот. Нека скапе, срам ти е да ми ја вратиш. Тоа си го сонувала, додека ги плетеш оние твои джемпери, ете така што личат на волнени чорапи. Ај мавни се тамо, оди карај се со снаата и онака живеете сложно како куче и маче. Се знае кој се кара дома. Пред вашиот прозорец оној што гледа на улицата, ката вечер се собираат луѓе и се чудат. Бре, да не стигнал нов циркус, бре, во нашиот град. Толку сте бучни. Од сега натаму не одам со тебе ни поле. Море само да те здогледам. Ке минам од другата страна на улицата. Пријателе, ова не ми се допаѓа. Кое? Ова, со син ти. Вагонат е полноет малечок Зоки, за ништо. Ајде, не биди дете. Држи ги свекичките да го зачистам моторот.
Ги фрли, а? А кога се возиш добро ти, а? Ќе запаметам и утре е ден, работен ден. Чудо големо. Се прашувам како ќе стигнеш на работа. Со велосипед ми се смачи од оваа твоја карантија. Бучи како компресор. А и ти си ми некој силен возач. Правиш осумки низ градските улици. Секој ден животот ми е во опасност. Сети се само колку пати го полагаше возачкиот испит. Знаеме, знаеме. 9 пати. 9. Тоа е рекорд. Одмачкај си го велосипедот, ќе ти треба за утре. А слушај, кога ме влечеш за јазик, да ти го кажам и ова. Нели бензинот за до работа ќе го плаќаме заедно? Па го плаќаме. Ја, го плаќаме. Кога е твој ред да го наполниш резервоарот, шуш-буш со продавачот на пумпата. И застануваш пред мене да не можам да видам колку гориво покажува бројчаникот. Ќе му тупнеш врате 5000, а мене ми велиш готово, полно е до врвот. Ајде, како јас да немам очи и се ќавал. На изглед си јагне, а карактерот ти е позаимен од некој волк. И во предпријатието така зборуваат за тебе. Не сум чул. Не можеш ни да чуеш. Ти шепотат зад грб. Многу си омилен среде другарите. Одвај чекаат да се пензионираш. А за тебе велат дека подкрадуваш. Божем се шеткаш покрај оградата и опа, префрли 1 килограм клинци преку жицата. Еден ден или ќе ти се издупчи поставата од джебовите или ќе те фатат. Од утре со мене немаш ни добро утро, ни добар ден. Ако е така, ќе запеам од среќа. И слушај, прибери си го син ти да не го приберам со овие мои рачишта. Има и посилни од тебе. Леба ти, а кој е посилен? Например, јас. Ти го клоцнав автомобилот да не те удрам тебе. Ќе ја платиш штетата. На 1 април. Соседке, па што е ова? Како сите да го загубиле умот. Излези јас и ти да поразговараме со тивко, со умно. Почекај малку додека го преврза мојот Мики. Оној твојот тепач така го суредил, 2 медицински сестри не може да го залечат. А деца, соседке, деца. Што е? А? Так да не сакаш назаем еден филџан кафе или една чаша шекер? Секој ден ми додаваш по некој празен сат, а јас ти ги полнам како да е ова магацин. За враќање не станува збор. Па тоа е ситница, нели? Ако е половина килограм шекер ситница, тогаш јас не се разбирам во мерките за тежина. Ама чекај, соседке, не избрзувај. Јас го искарав мојот зоб. Како го искара? Му се закани со показалецот, а потоа нежно го помилува по косичката. На детето му е жал. Еве, и јас ти се извинувам. Твоето извинување не ми значи ништо. Срамота, соседке. Срамота. Толку кафиња сме испиле заедно. Ама чии кафиња, чии? И кај мене дома, и кај тебе дома го пијам своето кафе. Па немој така. А колку ручици имате изедено кај нас? Ти и тоа твое изгладнето семејство. Ке исчепкате во календарот некој датум и еве сте сите кај нас. Божем, денес не било имен ден, утре домашен празник, задутре требало да честиме за новиот шпоред. Си барате причина да се најадете кај некого. Па да, сме каснале, нема збор. Не, нема. Уште ми се превртува нешто во стомакот од тие твојчини. Не знам дали ги миеш или пак ги бришете со парче леп. Поивиците имаат траги од завчерашното јаде. Леле, домаќинка. Види си ги чаршавите што ти се сушат. Поцрнете и стуткани за никаде. Само ќе ги попрскаш со вода и веднаш ги пружиш. Чистотница. Чаршавите се такви зашто ти фрлаш калврзник ноќе додека спиеме. Не те мрзи да станеш и да направиш штета. А не ми зборој за штета. Оградата од вашата страна е искривена како селски плот од кој се чеша леговедата. Доста ми се расфрла со своето градско потекло, доста. А од каде маш ти? Не е важно кој од каде, туку каков е. Ми го зеде зборот. Синчето ти е невоспитано. А и кој ќе го воспита? Твојот Мики се задева и со очите, а камоли со рацете. А кога ќе си го добие заслужениот кјотек, плаче ли плаче? Ајде, влези си дома. А од утре натаму не те ни познавам. Здравје! Една неискрена пријателка помалку. Мики, Мики. Што сакаш? Ништо, да те видам. Еве сум. Жал ми е за вчера. И мене.
Сум те ударил преку носот, ти течело крв. Не ми тече веќе. А тебе те боли ли коленото? Малку. Јас не ти се лутам. Николку ноктов. А ти? Ич. Еј, Зоки. Домашните ми забранија да се играм со тебе. И мене ми забранија. Но јас нема да ги послушам. И јас. Ги видали возрастните. Чудни се. Аха. Се искараа за ништо. А толку години живеевме како едно семејство. Зоки, што мислиш? Дали возрастните се преправаат? Не знам, може би се преправаат. Вчера си кажаа многу работи што ги мислеле порано. Еј, Зоки, Молам, ќе излегуваш ли надвор? ке излезам. Земи ја и топката. Те чекам на полјанката. Пак сме другари, нели? Се разбира. Ја слушавте радиодрамата за деца Големи и мали од Велко Неделковски. Учествуваат Тодорка Кондова-Зафировска, Светанка Јакимовска, Кирил Ќортошев, Таше Кочовски, Милица Стојанова, Таска Балабанова, Димитар Костов, Димча Мешковски и членовите на детската радиодрама Зоран Никодиновски и Предраг Павловски. Музичка илустрација Андреј Белјан, снимател Ангелина Симеонова, режисер Зорица Георгиевска.